Од утре, инспекторатите ќе работат на терен и ќе вршат контроли за утврдување дали трговците постапуваат во согласно со одлуката на владата за училишниот прибор. Според одлуката, тие ќе постапуваат во рамки на нивните надлежности, а согласно тоа и според Законот за трговија. Во одлуката се определуваат нависоките трговски маржи како посебен услов за трговијата со училишен прибор, и тоа ранци и ташни, тетратки, блокови, колажи, моливи, пенкала, дрвени бојци, теста за моделирање, подлоги, фломастери, маркери, мрсни бојци, темперни и водени бои, четки, лепак, шестари и други училишни додатоци. Доколку начинот на кој се постапува действува спротивно од одлуката на законот, во случај да се утврди прекршување, ќе следува казни кои произлегуваат од Законот за трговија. Казните изнесуваат износ од 800 до 10.000 евра, во зависност од големината и видот на трговецот. Директорот на Државниот пазарен инспекторат, Горан Трајковски, напоменува дека Државниот пазарен инспекторат ќе постапува исклучливо по однос на контрола на цените утврдени од одлуката. Тој посочи дека нема да има никакви компромис за никого, а законот ќе важи поеднакво за сите трговци и затоа истите имаат обврска одлуката да ја почитуваат. Доколку граѓаните забележат неправилности, веднаш да пријават во пазарниот инспекторат, бидејќи тие работат во интерес на граѓаните и поради нив е донесена истата одлука.